Десетици илјади хектари шума проголтаа ланските пожари во Македонија. Само материјалната штета е околу 38 милиони евра. Това беше заплетење. За влакно беше избегната и катастрофа во населени места. Цела сезона пожарите се гасеа со донации и помош од други земји. Без нивна помош сигурно не може да го изгаснеме пожарот. Авионите останаа приземјени, а не се сите спремни и за оваа сезона. Година би имале 2 авиони на располагање. Реформите во системот за заштита се уште се во најава. Тие се наоѓаат во почетна фаза на драфтирање. Дали со стар систем и оскудни ресурси, и ова лето огнот ќе се гаси со стискање палци. Да бидам искрен, се надевавме дека утринската роса ќе го изгасне. Деки, побрзо тука може да го прекинем. Джип УАЗ од 1960 година и во 2022 тоа е основното превозно средство на подружницата на јавното претпријатие Национални шуми во Берово. Джипот пензионирал десетици вработени во претпријатието, а самиот се уште не се откажува. Ова беше главното возило за транспорт на шумските пожарникари во ланската битка со пожарите кои проголтаа голем дел од белите дробови на Малешевијата. Ако го гледаме овој терен овде, тука е веќе крајот на пожарот. Гледате и сами дека оваа млада шума овде ја нема достигнато економската и физичката зрелост. Ако гледаме од економска страна, а да не зборуваме за од еколошка гледна страна, од производство на кислород и сето друго. Значи, штетата е непроценлива за Малешевијата. Повеќе од половина година по пожарот, на терен гледката е иста. Од пепелта засега не се создало ништо. Исечените стебла сведочат за обидите на домашните и странските пожарникари да го пресечат патот на огнот. Тука беа тие словенците, аустријанците. Тука нарочито баш гасеа тоа џубрето. Огнените јазици зафатија и локални викендици, плевни и штали. Това е косачка, ама ја се изгоре. Това беше заплетење. Гледката ја гледате оздолека сте излезнали, тоа е ужасно. Според проценките на јавното претпријатие Национални шуми, ланските пожари што го зафатија регионот на Берово, Делчево и Пехчево, зад себе оставија повеќе од 4000 хектари опожарена површина. За обнова пак ќе требаат децении. Државата треба да го расчисти теренот, па да го пошумува. Дел од овие акции веќе се започнати, вели директорот на шумското претпријатие во Берово, Владо Клинчарски. Според него, причина за тоа што пожарите во Малешевијата толку ескалираа е недостигот на координација меѓу институциите. Јас ми се чини дека таму може би тоа и затајно. Оваа координација, бидејќи ако се излегнело на побргу и на лице место да се санира тој по почетокот нормално мал пожар, значи не би требало да дојде до оваа. На истав се и од противпожарната бригада во Берово. Доколку се реагираше на времено, значи првиот ден, како што ние бевме само некои 20 луѓе на терен, на лице место на пожарот, доколку имаше и механизација, таму ни беше потребна механизација од булдожери, од правење просеки, од гасење исто така од воздушен простор, доколку се тоа реагираше во првите ден или два, можеби ќе се изгаснеше пожарот, но 15-20 луѓе на таков голем фронт не може да направат ништо. До опремувањето на противпожарната бригада во најголем дел се покрива со донации. Командирот Руменовски потенцира дека се потребни крупни реформи во пожарникарството, за да не биде товар само на општините. Противпожарната опрема е доста скапа.
Доколку не помогне државата на општините, мислам дека тие немаат доволно средства за да ги екипираат и со опрема и со пожарникари. Освен странската помош, клучна улога во гаснењето на пожарите во Малешевијата одигра и локалното население. Меѓу активните бил и синот на Владо Терзиски од Будинарци, село кое се спаси за влакно. Сите учествуваа во гаснење? Поучествува сите, само се трчеше. Страшна работа беше. Такова да не се деси на никој. Терзиски стравува од реприза. Вели ланската сезона ги покажала слабостите на државата. Каква опрема? Каква опрема? Ако не беа странците, каква опрема имаше? Меѓу главните слабости беше недостигот на помош од небо, бидејќи теренот е тешко пристапен по земја. Државава има 3 авиони за гасење пожари, но тие останаа приземјени, поради 2 пропаднати тендера на Дирекцијата за заштита и спасување за нивно редовно сервисирање. Откако кон крајот на 2021, Дирекцијата конечно постигна договор со преговарање без оглас со фирмата што и претходно ги сервисираше авионите, шпански Titan Firefighting Company. На почетокот на мај слета еден сервисиран авион. Да, ова е спремен за летање, значи собира 3 тона, може не е многу за голем пожар, но ако идат сите 3 авиона еден по друго, нели фрлаат еден, па другиот, па третиот додека фрли вториот веќе напунил, па доаѓа и у систем кој ќе се фати онака цел, значи ќе има ефекти. Пошто ова е као најдобар авион за гасење пожари. Истиот ден кога првиот авион слета во Македонија, друг замина на сервис во Шпанија. Третиот пак се уште е во дефект и не може да полета од Скопскиот аеродром. Дефектот е ради тоа што овие авиони, откако се набавени од 2009 и 2010, не се чувани под хангари, се чувани на отворено и се изложени и на многу високи температури и на многу ниски температури. Значи, трет пат нарачуваме делови, трет пат ги отстрануваме, трет пат проверуваат нашите техничари и пилоти и на земја и на воздух. Се случува да на земја биде се окей, затегнуваат, почнуваат, вршат прва проверка, се спушта авионот, мерат количина на истекување на улјето е над дозволеното и во таков случај никој не смее да потпишува да истиот авион лета. Но зошто се дозволи и годинава 3 авиони да не се на готовс? Откако на почетокот на минатата година пропадна редовниот тендер за сервисирање, дирекцијата распиша нов со променети услови. Овластениот сервисер Титан обвини дека условите се местат во полза на српска фирма. Максути и тогаш и сега тврди дека менувањето на условите е оправдано, а тендерите пропаднале главно поради поскапите понуди за сервис за разлика од минатите години. Сепак, лани во ноември беше потпишан договор со шпански Титан и тоа по директни преговори без оглас поради итност. Сервисот ќе чини 400.000 евра. Имало и втора пониска понуда, но Максути вели дека фирмата немала целосна документација и понудата била доставена вон рокот. Сагата со сервисирањето на авионите е под лупа и на обвинителството за организиран криминал и корупција. Но зошто и покрај договорот повторно доцни сервисот на авионите? Максути вели, еден проблем се дефектите на леталата, но вина гледа и во компанијата, за која тврди дека ги пречекорува роковите од договорот. За годинава очекува дека ќе имаме барем 2 авиона за гасење пожари. Во постојан секојдневен контакт и притисок вршиме врз нив, но мора да кажам дека стварно сум разочаран од нивниот однос према целта ова што се случи околу авионите, али тоа е тоа кога ќе имате само еден овластен сервисер во цела Европа кој што може да ја обавува таа работа. Кое е објаснувањето од другата страна? Зошто Објаснувањето од другата страна дека тие имаат преобемни работи со други земји кои што на некој начин и не може да стасат да ги испорачуваат навреме сите обврски кои што се поред тендерска документација. Според Максути, погрешен е впечатокот дека клучна улога во гаснењето пожари имаат авионите или ДЗС.
Вели, првиот одговор треба да доаѓа на локално ниво, шумското предпријатие, општините и противпожарните бригади. На иста линија е и неговиот колега од Центарот за управување со кризи, Стојанче Ангелов. Тој смета дека државата соодветно се справила со ланските пожари. Јас не сум слушнал дека сме потврлили во координацијата. Напротив, сите информации кои што ги имам се дека координацијата беше извонредна. Но кога координирате со слаби ресурси, понекогаш да не кажам со минимум ресурси, тогаш се појавуваат проблеми. И Ангелов уверува дека годинава неговата институција е кадровски поподготвена од лани. Но и тука реформите течат бавно. 112 повелат. Главната новина, единствениот број за итни повици, 112, не е во целост имплементирана. Од најавените 8, за сега функционира само центарот во Скопје, кој прима повици за целата држава. Многу сме спори, имаме проблем околу огласите за вработување. Едноставно, состојбата во државата ќе се одрази на сите нивоа. Како менаџер на оваа институција, како директор на Центарот за управување со кризи, јас сум свесен за состојбата во која што се наоѓа државата и ние ќе мораме да дадеме малку повеќе енергија и она што за кое што треба повеќе луѓе да го направиме со помалку луѓе, без при тоа граѓаните да трпат штетни последици. Тука требаше да заживее и така наречениот НИКС систем, за да се овозможи следење и координација на сите институции при непогода. Но и тој не се користи. Ангелов тврди дека се работи на обуки, но и дека сите институции не се отворени за соработка. Ние како институција даваме се, но ќе повторам, НИКСот без другите институции тој е не нахранет со податоци, е нефункционален. За поефикасен систем за заштита, и Максути и Ангелов надеж гледаат во долго најавуваните реформи, со кои двете институции би се споиле во една, за да нема совпаѓање на надлежностите, но и би се направиле нови правила, од измени на процедурите за набавки на опрема, до командување на терен и сервисирање на авионите. За најавуваните реформи и претходно беа формирани работни групи, но не вродија со плод. Сега главна локомотива е Министерството за одбрана. Во рамките на Министерството за одбрана работната група го забрзува текот на овој процес. Она што е особено значено е дека таа се проширува и со представници од граѓанскиот сектор, кои што треба да дадат свој дополнителен импулс. Ќе треба да се донесат повеќе законски измени, но се ќе зависи од моделот кој конечно нели нормално ќе го одобриме. Иако претходната министерка најави дека системски реформи ќе имаме веќе оваа година, министерката Петровска вели дека процесот е комплексен. Тие се наоѓаат во почетна фаза на драфтирање и се разбира паралелно со тоа течат и консултациите со заедницата на единици на локална самоуправа со оглед на постојниот систем и поставеноста на противпожарните единици и се разбира работната група која работи на законот за пожарникарство, затоа што во целокупниот систем на управување со кризи оваа особено имаат значајна улога. Во меѓувреме, Петровска вели дека армијата има на располагање 2 хеликоптера за гаснење пожари и дека е издадена наредба за готовност на армиските сили. Ако се цени по досегашното темпо на реформи, известно е дека и ова лето ќе го дочекаме со постоечкиот систем и речиси истите ресурси. Белким летото ќе биде различно.